Вести на 24, почитувани, добро вечер. Поради обилните врнежи од дожд, попладнево Маркова река се излеа од своето корито, улиците низ село Батинци се под вода, граѓаните излезени на терен со машини се обидува да ги заштитат своите домови од поплави. Имаме екипа на терен, ја вклучуваме колешката Афродите Рамос. Да, еден се наоѓаме во атарот на селото Батинци, како што можете да видите, патот кој води кон населеното место е скоро целосно поплавен. По сведоштвата на жителите, Маркова река се излеала на неколку места. Се сомнeva дека освен поради обилните врнежи од дожд, причината е и дополнително во неисчистеното речно корито, како и во недостаток на атмосферска канализација. Предлагам да го слушнеме сведоштвото на еден локален жител. Па негде почна да се излева од околу 17 часот денес, јас имам таква информација. Водотекот беше сериозно нараснат и се излеа на неколку места подолж на реката, значи во село Батинци. Љубош, Батинци, се нагоре према Марков манастир. Овде кај нас почна да се случува, еве гледате, снимивте инсерти и веќе сме поплавени со сигурно метро и пол вода, значи и во административен дел, зборам конкретно за кај нас, во нашиот имот. Така да ги информиравме Евана, уште истиот момент, значи негде околу 18 часот се информирани, до пред 15 минути не беа во можност. Ни кажуваа дека имаат поприоритетни и покритични места. И исклучија струјата дури пред 15 минути, а нели бевте сведоци. Видовме заедно кога ја исклучија струјата. Така да се бориме комплетно што е до нас, комплетна цела механизација е ставена на располагање. Правиме брана, горе буквално брана правиме, затоа што е излеана 200 метри по ширина. Ако може да забележите, еве овде подолж на нашиот имот, значи 200 метра има како водопад. И има проблеми, мостот е во критична состојба моментално. И јас мислам дека ако продолжи со ваков водотек, дека ќе биде опасност и тој да биде срушен. Па да, секако се обилните врнежи, нели, причина за вакво нешто. Но мислам дека и на време, ако се превенира и се чистат речните корита, нема да дојде во вакво нешто. Да, како што можевме да ги слушнеме, жителите предупредуваат дека мостот е во опасност, но сите моментално се во своите дворови, пробуваат да го спасат својот имот од ова надојдена река. Патот и Пинтија, Драчево, Пинтија, Батинци е исто така на некои места поплавен, со застои во сообраќајот и отежнато движење низ вировите со вода. Го имаме и градоначалникот на општина Студенича, ни предлагам да ја слушнем и неговата изјава. Од Батинци, Маркова река има многу вода надојдена. Неколку места има излегувано од речното корито водата и се поплавени неколку дворови на куќи, на фирмите што се доле. Сега за сега како општина прво се обидуваме со наши сили што можеме, ангажиравме машини, овие приватни фирми што ни се од наша територија, се обидуваме да ја смириме ситуацијата. Сме во контакт со дирекцијата за заштита и спасување, со ЦУК, Центар за управување со кризи. Сега за сега мислам дека ако не продолжува да врне, ќе се смири ситуацијата, меѓутоа многу вода има. Не памтиме вака подолго време дека има толку голема вода да надојде Маркова река. Проблемот не можеме сега да кажеме од кај, пошто на неколку места и речното корито е стесното, луѓето кога сакат да му ја земат местото на реката, тогаш реката си го бара своето место каде што му следува. Сега ќе видиме. Прво сакаме да ја смириме ситуацијата, па после ќе видиме на кое подолго решение да барам. Сега за среќа немаме ни повредени ни така.
Само ви кажам дека во неколку куќи има навлезено во дворовите. Да, и од Центарот за управување со кризи ни потврдија дека се запознаени со случајот, но дека се уште не се ангажирани, не се активни на терен. Од Дирекцијата за заштита и спасување вела дека тие веќе се со неколку дежурни екипи овде во селото Батинци, а во контакт се и со АД Водостопанство во случај да треба да се чисти Маркова река. Тоа е се за сега од Батинци. Ние продолжуваме да ја следиме ситуацијата. Студио? Така, Афродите Рамос беше тоа од терен за тоа каква беше состојбата попладнево и каква е сега во Батинци и во Љубош, а во продолжение на ова информативно издание.